Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Прво и основно, сакам на сите жени. Нема да ја користам фразата припаднички на понежниот пол, затоа што одамна жените се подсврсти и посилни од нас. Значи на сите жени кои го слават, да им го честитам 8 март. Знам дека има многу дебати и дилеми дали овој празник воопшто треба да постои во овие модерни времиња. Дебати од типот дека жената треба да се почитува секој ден од годината, не само еден. Дека треба да се сака, цени и љуби цела година. Дека не треба празник или посебна причина за да се подари еден цвет и слично. И се согласувам со повеќето од ова. Но сепак сум машко. Дали овој празник треба да постои, дали треба да се слави и слично, мислам дека не е моја одлука и не е дебата во која треба да учествувам. Но исто така, моје да ви честитам додека тој постои. Но годинава некако 8 март го дочекуваме со ептен горчлив вкус во устата, со рана на срцето и со растреперена душа. 30 годишна мајка заедно со незиното 6-годишно дете се фрлиле од 6-ти кат од оваа зграда позади мене, лоцирана на улицата Прашка во Скопски Карпош. Настанот е пријавен нешто по 14 часот, а надлежните и обвинителството треба да утврдат што и предходело на оваа трагедија. Мајката и девојчето починале на лице место по падот. Случајот во полиција првично е пријавен како самоубиство, но од МВР за Канал 5 вела дека делото не може да биде квалификувано како такво, се додека не заврши увидот на местото и останатите постапки во координација со надлежен обвинител, особено бидејќи е инволвирано и мало дете. Членови на семејството кои ги затекнавме на местото зад камерата на Канал 5 велат дека 6-годишното девојче одело на училиште. Била првач, а помеѓу родителите, особено периодов, имало кавги. Повеќе од 2 часа улицата беше затворена за возила. Полициски службеници на самото место земаа изјави од сведоци, додека траеше и увидот и се собираа докази. Граѓани и од околните куќи и згради доаѓаа околу местото. Видно вознемирени ги тргаа своите деца настрана за да не гледаат што се случува. Од МВР и од обвинителството детали најавија за текот на утрешниот ден. Се мислев дали воопшто да се занимавам со оваа трагедија. Знаете, кога станува збор за самоубиства, општо новинарско правило е да не се објавува освен ако не станува збор за некој јавен интерес. Со оглед на позадината на целиот овој случај, односно затојувањето на сите можни нивоа, очигледно дека има јавен интерес. Но дилемата не ми беше толку околу прашањето дали имало или нејавен интерес и не станува збор за новинарска дилема, туку за човечка. Само неколку часа по трагедијата, не знам зошто, но отворив социјалните мрежи што да видам таму. А бе се експерт до експерт, од обични луѓе преку јавни личности и нормално, оние безвездини така наречени инфлуенсери, сите имаат свое мислење. И не само мислење, туку веднаш се делеа и пресуди. Телата на жртвите уште беа под чаршавот на улица, а веќе насекаде фрчеа осуди. За сите, сопругот насилник, осуди за полицијата, Центарот за социјална работа, за министерот, осуда на системот и што се не. Разбирам дека станува збор за голема трагедија, за огромна загуба, за осетлива тема. Но никако не можам да разберам зошто други, можеби потешки теми не предизвикаа, например, толкава реакција. Па побогу, пред една недела, дознавме дека Македонија го доби првиот серијски убица во поново време. Маж, кој барем од она што досега се знае, убил најмалку 3 или 4 жени, ги мачел и ладнокрвно ги убивал. Досега ексхумирани се дури 2 тела за да се направи обдукција и да се соберат докази. Како може, например, за оваа тема, освен медиумите која покриваат, да мине толку незабележително? Како таму не затаил системот? Сме закопувале луѓе без да знаеме од што починале, мислиш од болест, несреќа или било што, а тие да ти биле ладнокрвно убиени. И никој ништо не приметил. И сега, откако се отвори овој монструозен случај, ништо, молк. Ги нема нешто инфлуенсерите, ги нема нешто така наречените експерти, нема повици за одговорност и што се не. И да бидам искрен, нема многу да зборувам на оваа тема, токму од овие причини. Доволно така наречени експерти си изнаслушавте деновиве, така што било што да кажам на оваа тема, мојот глас ќе се изгуби во вревата на сите други. Но морам да прашам една работа. Зошто побогу детето? Зошто морало да се земе еден невин детски живот? Какви да биле односите меѓу мајката и таткото? Каков и да бил монструмот кон својата сопруга? Колку и да трпела кутрата жена тортура? Зошто детето? Предпоставувам дека одлуката, некој сам да си го одземе животот е комплексна, тешка, промислена, а може би импулсна, донесена во тешка емоционална состојба на безизлез, без многу размислување. Искрено не знам, не сум експерт. Но тоа повторно не ми дава одговор. Зошто девојчето?
Не можам ни да замислам какви се трауми, што се не му се вртело во глава на тоа детенце кога, например, гледало како таткото ја тепа и малтретира мајката. Но дали е тоа причина да биде земено од овој свет? Дете од 6 години не може да донесе таква одлука. Во случајот, одлуката ја донела мајка ѝ. И така што судете ме колку сакате, хејтејте ме, но не можеме да зборуваме за 2 самоубиства. Не може некој да ме убеди дека постои било каква причина да се одземе детски живот. Едноставно не постои. Колку и да е тешко, колку и да се има трауми, колку се да изгледа безизлезно, станува збор за дете. Точка. И не обвинува мајката. Само Господ знае во каква тешка состојба била. Да, оној сопругот и татко, насилникот, монструмот кој го направил животот неподнослив и на мајката и на детето, треба и дај Боже да скапа во затвор. И не само да скапа, туку таму да му се врати дупло се што правил. Мир да не види. Но пак ќе прашам, зошто детето? И доста е веќе со лудилото по порталите и социјалните мрежи. Поуште и поезии се објавуваат. Летај горе малечка, горе конечно си дете. Таму мама ќе те бакнува без солзи, без срав, без темнина. Што е ова, бе, луѓе? Каква порака се испраќа? Дека секоја мајка која минува низ пекол на овој свет треба да го земе своето дете во топла преградка и да се фрли? Јас знам дека треба да се оправдаат оние пари за активисти кои се добиваат, ама ова е, луѓе, веќе премногу. Целата тема се сведе на семејно насилство. Да, тортура имало и таа траела со години, но некако имам чувство дека се создаде атмосфера во која ние како општество оправдуваме некој да си го одземе животот. Експерти, психолози, активисти за права на жените, сите зборуваа само за темата насилство. Се остава печаток дека ете, оваа наша држава ништо не функционира и ако дојдете до тоа тешко дередже, тогаш е во ред да си го одземете животот. Никаде не видов експерт, психолог или некој од овие активистиве да каже нешто против самоубиството. Не видов по телевизиите, покрај телефоните со СОС линии за семејно насилство, да има и СОС телефони за луѓе кои им е тешко и размислуваат да си го одземат животот. Ништо од тоа. Како во оваа наша држава, во која сите знаеме дека ништо не функционира, нормално е некој да си го одземе животот. Треба силно да се бориме против семејните насилници, секако, но треба да им помогнеме на жртвите пред да биде предоцна. И на крај, навистина ми е веќе доста виновник за се да ни биде само системот. Да користиме вакви апстрактни поими како виновници за се. Да, затаила социјалната служба. И сите треба да одговараат. Да, можеби затаила и полицијата. И полицајците треба да одговараат. Да, можеби затаили и низа други институции. Но не се само тие. Затаивме сите ние. Да, најголема вина има трулиот систем кој дозволи да се создаваат монструми кои ете индиректно одземаат животи. Но вина носиме сите ние, кои со години прекјутно седиме со скрстени раце и гледаме како пред очи целосно ни се распаѓа општествениот систем на вредности. Затаило семејството, затаиле соседите, затаиле сите оние кои ја знаеле, затаила и онаа активистката која пред своји очи видела како ово ја малтретира детето вришти во плач. Затаив еве и јас, затоа што ретко се занимавам со вакви теми. Не може луѓе да чекаме да се случи вакво нешто, па тогаш сите да викаме уа. Не може за секој монструозен чин да викаме виновен ни е системот. Не може до недоглед да чекаме некој друг да преземе нешто. Како што може да се протестира за се и се што може да се протестира и за ова. Како што цела држава се крена после трагедијава, посебно на социјалните мрежи, така можеме да го кренеме секој случај што ќе го дознаеме или видиме. Како можеше статусот на брат ти да го шеруваме сите, а не можевме да шеруваме такви статуси пред да се случи трагедија? Така што сите зборуваме, коментираме, пишуваме еве и на социјални мрежи, но реално никој ништо не прави да ја подобри ситуацијата. Како и после Вања, после Фросина, после Кочани, така и сега. После овој колективен шок, јас искрено не верувам дека нешто ќе се смени од корен. Можеби сега сите се гадиме од суровоста на овој чин, но како и секогаш, повторно ќе си најдеме некој си механизам со кој ќе си го оправдуваме кукавичликот, со кој повторно ќе замижиме и нема да си признаеме дека злото живее меѓу нас. Сакале да признаеме или не, сите бевме изненадени не само од трагедијата, туку и од тоа што се преживеала мајката, но и детето во раците на овој насилник, инаку обичен човек, по изглед, по говор, по однесување. Да, можеби сега го нарекуваме со разни негативни епитети, но да се разминевте со него на улица пред 2 недели, 3, немаше ни на крај памет да ви текне дека некој како него правил таков злоствор. Уште колку такви чекорат меѓу нас. Тоа е таа сурова реалност која не сакаме да си ја признаеме, дека и кај нас најневините може да гинат. Но најмногу од се ми се гади од политизацијата на ваквите случаи.
Абе, 2 дена не поминаа од трагедијата, одма излегаа оние од СДСМ да бараат оставка од Тошковски. Нема трагедија на која тие би јавале за своји политички трагедии. Пробаа со протестите за Фросина, пробаа со протестите за Кочени, сега и на овој ли случај ќе јаваат. Нема што нема, нема граница за нив, нема црвена линија. Се црно да се искористи. Па дури видете и вакви глупости. Соединетите американски држави се наш стратешки партнер. И тие, откако ги исцрпија сите дипломатски механизми на преговори, настапија кон таков еден напад координиран и сметам дека таквиот напад, се што се прави е во истиот контекст како што се направи интервенцијата во Венецуела, а тоа е за доброто на иранскиот народ и како што беше за доброто на народот во Венецуела. Секако дека уследниот период од тоа што пратаме, од тоа што анализираме, се очекува да има и деескалација на работите. Меѓутоа, добро е да се каже дека Соединетите американски држави као наш стратешки партнер треба да знаат дека овде во нашава земја има власт со многу слични карактеристики на тие авторитарни режими со кои тие се справуваат. Имаме власт и премиер кој што ја бутка земјата во изолација, при тоа знаејќи дека е во стратешки интереси на Соединетите американски држави интеграцијата во Европа и на нашава земја и на целиот регион. Понатаму, оваа власт има отворени контакти со Путин преку контактите на вице-премиерот со нокните волци. Внимавајте, вториот човек на владата не ги крие контактите со нокните волци, луѓе блиски на рускиот претседател Путин. Што да се каже за влијанието во правосудството? Целосна тотална партизација. Премиерот именува, назначува, елиминира обвинители на телевизија. Владиниот портпарол соопштува судски одлуки на телевизија, кои што не се претходно никаде објавени. Тоа се каже за враќањето на бегалецот Артан Груби. Такви политички договори во кои што судството и обвинителството се послушници никому не носат. Значи со СДСМ се претера. И од Филипче да е многу. Многу е. Ова е надвор од секој можен разум. Ако добро еве му ја разбрав паралелата, затоа што веќе човек не може со сигурност да каже што на вистина му се врти во глава на неврохирургот. Тој предлага американска воена интервенција во Македонија, да инсталираат тоа носачите за авиони онде во Егејското море во близина на Солун, па од таму да ни спукаат ракети со кои ете би го погодиле домот на премиерот Мицковски, или домовите на некои од министрите, например Тошковски или Мисајловски, или генералштабот во Дебармало. Можда пак посакуваат како во Венецуела, специјалните американски единици Делта Форс или Силс Тим 6 да извршат десант врз домот на Мицковски, да го влечат во тренерки, да му стават превес преку очите и лисици на раците, да го качат на хеликоптери да го однесат во Америка. Може пак десантот би бил во председателската вила на Водно, да ја киднапираат председателката Гордана Силјановска Давкова. Друго не гледам. Овие два начини беа искористени во Иран и Венецуела. Во Иран нели со бомба го екзекутираа Хамнеи, а во Венецуела го грабнаа Мадуро. Само да не утнат, па по мирисот на тоните и тони марихуана да не отидат во Струмица или на Бихачка, па некој друг да грабнат. Но шегата настрана, реков и од Филипче да е веќе премногу. Ако ова му единствениот начин да дојде на власт, тогаш ептен во погрешен филм. Не само он, туку во тој филм со себе во калта ги влече сите социјалдемократи. Всушност, кога малку подлабоко ќе размислите, од секогаш, посебно од инсталирањето на Заев на власт во СДСМ, само така знае оваа партија да дојде на власт. Некој одстрана, насила, да не ги инсталира. Не дај Боже да добијат фер на некои избори, да станат власт со чиста поддршка од народот. Се насила. Па така ете за прв пат, ако памтите, составија влада во 90-тите, кога после првите парламентарни избори убедлива победа имаше ВМРО ДПМН. Во власта се инсталираа комунистите кои подоцна станаа социјалдемократи. Тоа го повторија во 2001, односно 2002 година, веднаш после конфликтот со УЧК. Теренот го спрема уште за време на војната, кога во широката влада шетаа ни западот и ги кодошеа своите колеги министри од ВМРО. Нивната попусливост и починетост кон странските мисари ги направија миленици, па на изборите во 2002 со нивна силна поддршка дојдоа на власт. Па уште и коалиција си направија со Ахмети и екс-командантите на УЧК, кои ги закопаа пушките и не ли ставија вратоврски. Љупчо Георгиевски, кој сега стана обична марионета во раците на ова исто СДСМ, тогаш мораше да ги пакува куферите и нели да оди по екзотични патувања. Љубе Бошковски не ги послуша странците, па го спакуваа во Хаг, за потоа и тој да стане слична марионета во раците на оваа партија. Во 2017 година, нема што да ви раскажам, сигурно повеќето памтите, користејќи незаконски разговори, кои до ден денес не знаеме од каде потекнуваат, дали од тегашната ДБК или пак некој странски разузнавачки избор, па истите нели си ги сечеа, лепеа, собраа се шуто и рогато, извинете, тоа е термин на Заев,
формираа некаква си шарена револуција и со помош на странците направија пуч. По доаѓањето на Трамп минатата година видовме колку милиони и милиони долари истуриле USAID и Сорос во Македонија за да помогнат СДСМ да дојдат на власт. И сега Филипче оди чекор понатаму. Бара американците или да не бомбардираат, или да го киднапираат Мицковски. Сега ни избори не им требаат. Сакаат странците едноставно со декрет да ги вратат во зградата ни Линденска. Не се ни кријат. Да повториме, во овие нешто повеќе од 3 декади од кога сме независна држава, секогаш кога СДСМ доаѓале на власт, тоа секогаш го правеле со странска помош. 3 пати. Првата влада во 90-тите, втор пат во 2002 и последен пат во 2017 година. И тоа што е најстрашно е што воопшто не им смета да бидат обични марионети на странски газди. Да извршуваат и спроведуваат се што ќе им се сервира, без разлика дали со тоа и штетат на Македонија. Прво нели беше дајте ембарго кон Србија во 90-тите кој штетеше на македонската економија. Нема проблем, повелете. Дајте го воздушниот простор да се бомбардира Србија, знаејќи дека тоа може да има репрекусија за Македонија. Нема проблем, повелете. Охридски рамковен договор, со кој Македонија за малку ќе се федерализираше во време кога македонските војници и полицајци лееа вистинска крв. Нема проблем, повелете. Дајте го името, и тоа не само за домашна, туку и надворешна употреба. Нема проблем, повелете. Договор за добро соседство со земја која не те признава дека постоиш како народ. Нема проблем, повелете. Па уште сакаа јазик, историја, идентитет, бугари во устав. Што сакате, тоа ќе добиете. Само ставете не на власт да плячкаме колку што сакаме. Срамота. Ама сепак јас мислам дека мотивот не е веќе странската поддршка за да се дојде на власт. Знаат дека тоа можеби е невозможно затоа што и странците веќе научија дека со нив не се садат тикви. Мислам дека целта на сите овие глупости за некаков си режим е подготвување на терен за нешто друго. Спасување на сопствените кожи. Да, спасување на милионите и милионите евра и обезбедување на билет во еден правец, но не кон Шутка или Идризово, туку некаде низ белиот свет. Гледаат дека се стега обрачот околу нив и можно е наскоро многумина од врвот на партијата, па ете некој зборат и Заев и Филипче да завршат со лисици на рацете. Посебно после аферата со марихуаната и враќањето на Груби. Како реков минатата недела, човекот толку многу знаеш што го споредив со Епстин, ама не за педофилија, туку за матни изделки и криминал. Ако се отвори неговите фајлови или ако пропее, има цел врв на СДСМ да го сместуваме по затвори. Е сега, кога имате свилен гајтан околу вратот или некој ви ја стега ортомата, нормално е да кроите планови како да фатите магла. Кој е најлесниот начин? Да избегате некаде и таму да барате азил. А како ќе оправдувате дека навистина сте заслужиле политички азил? Па ќе кажете таму дома на власт има еден режим како во Иран или Венецуела, па соопсењето сакаат да ме замолчат. Толку ефтино, толку провидно. Но толков е капацитетот на сегашното раководство на СДСМ и нивниот нов српски пиар. Токму на таа линија се и оние глупости на кои сите им се чудиме зошто ги тресат. Од типот на српски свет, Мицковски, Вучич, се исти, користат исти методи, па отидоа до таму да обвинат дека откако на ВМРО не му успеало, сега замислете, српските тајни служби работеле да го растурат СДСМ однатре. И што би рекле, тоа не е се. СДСМ како изгубени германци, откако се фатија во клинч со медиумите, ловеа шпиуни и платеници во своите редови, откриваа нов српски свет во Македонија, сега конечно се ставија во функција на вистинска опозиција, само ја утнаа државата, влегоа во отворен конфликт со власта во Белград и председателот Вучич, причина нивната критика кон Радмила Шекеринска, но не како македонски политичар или член на СДСМ, туку за незината улога како заменик генерален секретар на НАТО, институција за која србите одамна имаат одбивност. Од нивните напади не беше поштедена ниту спикерката на српскиот парламент Ана Брнабич. Според познавачите, ваквата реторика воопшто не представува агенда која Македонија како држава ја засега. Според нив ова само ја покажува целата загубеност на опозицијската партија и дека пропагандата на СДСМ ја подготвуваат пиар стратези блиски до опозицијата во соседна земја. Апсолутно нелогично, затоа што влегуваат во битка каде што и нив како политички субјект не им е потребно, плюс влегуваат во една битка помеѓу земја која воопшто не е членка на НАТО и си ги брани на некој начин своите државни интереси и функционер на европско ниво. Од друга страна, ова само ја потврдува она теорија и она што веќе долго време се зборува, дека всушност добар дел од пиарот и маркетингот кај нив им го тера токму
опозицијски пиар од Србија. Со ваквата кампања СДСМ не може ништо да добие, туку само дополнително да загуби од тоа што веќе го загуби во минатите два изборни циклуси. Дополнителен проблем за нив е што народот е свесен дека неколку пати во минатото бил излажан од социјалдемократските челници. Ристевски вели дека кога секој се собере, тешко е да се очекува дека во блиска иднина оваа партија ќе биде во конкуренција за враќање на власт, туку ќе дојде до сосем обратното, дополнително ниво приближување кон политичкото мочуриште. После сите грешки и киксови и после сите апели за промена на структури, промена на реторика, промена на едноставно политичко размислување и агенда кој го има, сваќате дека всушност тоа е политички субјект кој се стреми кон дното, дека уште долго време ќе остане дел од опозицијата, а со ваквата реторика мислам дека ги губи и симпатиите на тоа просрпско население или население со српско етничко потекло, затоа што во основа се меша во внатрешните работи на соседна држава. Последниот период СДСМ доста често се занимава со Александар Вучич и владачката партија во Србија СНС, како и нивната внатрешна политичка состојба. Во последните две соопштенија на оваа тема решија да го критикуваат српскиот председател, дека според нив навредливо се однесувал кон Радмила Шекеринска, а преку друго соопштение со напад кон председателката на српскиот парламент Ана Брнабич решија да порачаат дека СНС не била српскиот народ, ниту Александар Вучич бил Србија. Боже Господе, ама изгледа мораат. Треба да најдат начин да ги поистоветуваат Мицковски со Вучич. Србинот, кој сите знаеме, не е баш миленик на Западот. Ки измислат се и се што за да прикажа дека во Македонија има антизападна власт. И тоа не било каква, туку режим бе. Јас навистина не знам кој им го смислил ова. Ајде што нема некој здраворазумен во оваа држава што верува во ваквите глупости, туку што мисла дека странскиве дипломати или државници пијат нафта, па ќе им помине приказната. Па некој ќе се сожали, па кога ќе биде апсењето, ќе избегаат, па ќе им даде азил. Реков од наивно по наивно. Луѓе, во Македонија нема режим. Туку Заев и Филипче се тие што во моментот ја држат најголемата опозицијска партија СДСМ киднапирана. И затоа социјалдемократите никако да се изведат од калта, туку спротивното упорно тона. И погледнете само на кое ниво ја доведоа комуникацијата со јавноста и речникот што го користат на своите пресконференции и соопштенија. Па луѓе, требаше лично британскиот амбасадор да излезе и да му плесне во лице дека лаже. Да, доби толкав демант за онаа глупа приказна за мигрантите, што секој нормален човек глава би го здоболила. Значи, толку ниско СДСМ досега не паднал. А нели важеше за партија која се представуваше за државотворна, партија на елитата, на интелектуалците, за разлика од како што нели ги наракуваа небањатите ВМРО-вци. А сега секој што ќе крене глас против актуелното раководство на СДСМ веднаш е шикарина. Некои дури ги исклучуваат од партија обвинети дека се шпиуни. По обвинување дека се нели инфилтрирани од ВМРО со цел да ја растуреле СДСМ однатре. Па отворија војна со медиуми, удрија по насеве во ТВ Алфа, што све не прават. Па луѓе, тоа повеќе личи на режим отколку она што го прави власта. Замислете со вакво однесување на вистина да станат власт. Не режим, чиста диктатура ќе добиеме. Толку од нивниот пиар. Не знам, но мислам дека треба да си ги бараат парите назад. Реков, цела во оваа глупа кампања за некакви си режим има само една цел – спасување на сопствената кожа. Затоа што еве да ве прашам и ве молам бидете искрени. Еве по некое чудо рейтингот на ВМРО ДПМН е да падне на дното, што во моментов е невозможно. Но еве да е така. Еве оваа власт да е најлошата во историјата на Македонија, што е чиста лага и е неспоредливо со штетата што е предизвика СДСМ и ДУИ. Но еве и да е така. Еве да имаме режим, ужасен режим каде не може да се зуцне, каде судството е под целосна контрола на власта, каде се апсат невини луѓе. Повеќе потсетува на 7-те години на СДСМ и ДУИ, но еве и сега да е така. Искрено одговорите. Дали некој од вас, па еве и некој од симпатизерите на СДСМ верува дека Филипче е некаква алтернатива? Дали некој верува дека со Венко и СДСМ, вакво какво што е, работите ќе трнат на подобро? Дали Македонија ќе напредува? Па бидете искрени. Тешко. Никој во оваа држава нив не ги гледа алтернатива за ништо. И оваа критика, ова што го зборувам, не е ситење, драги мои. Ова е предупредување. Ние живееме во држава каде што нема вистинска опозиција, нема политичка опција која може да биде алтернатива на власта, да биде нејзин коректор и сите други работи кои се важни за една зрела демократија. И ако некој ги критикува, тоа не значи дека заговара во Македонија да не постојат опозицијски партии. Не. Кога зборувам го мислам токму спротивното. На Македонија е потребна силна опозиција. Опозиција која ќе даде свој придонес.
Опозиција која има идеи, проекти, стратегија како да ја води државата. Верувајте, тоа и треба и на власта, затоа што вака без било каква контрола, секоја власт, колку и да и се добри намерите, може да падне во искушение и да трне во спротивен правец. Значи, зборувам за вистинска опозиција, а не ваква која лови духови, која бара бомбардирање на својата земја, која сака странци да го грабнат премиерот и да ги донесе нив на власт. Затоа повторно ќе ве прашам, памти ли воопшто некој некогаш СДСМ да дојде на власт заради некоја програма, некое ветување за подобро утре, некој проект, било што? Тие знаат да се дограба до власта само насила, јавајки на незадоволство, на трагедии. Од на 15 септември феку фамозната лада, ако ја памтите, па бомбите, па до заевото сето шуто и рогото. Само што никако да сватат дека работите сега се сменети. Колку и да се нудат на странците дека и тоа малку што остана ќе дадат, дека метафорички мајките ќе не ги продадат само за да дојдат на власт, поддршка немаат. Европската унија веќе не е тоа што беше, а второ, и тие веќе не му веруваат на тандемот Заев-Филипче дека можат било што да испорачаат. Затоа социјалдемократите треба сериозно да размислат. Сака да продолжи тонењето или да ја кренат партијата. Подитно да направат коренити промени, подитно да се ослободат од криминалните структури, да ја сменаат онаа погубна и подчинувачка политика кон странците и соседните држави, да изградат државна стратегија, а не да нудат на распродажба се и сешто. И конечно, да почнат да ја сакаат оваа држава, да се грижат за неј и нејзиниот народ, а не да бараат некој да ја бомбардира, колку и тоа да било метафорички кажано. Знам дека еден тон СДСМовци ова ги боли. Знам дека сега ќе ги активираат сите оние нивни загари ботови. Знам дека ќе ме вреѓаат, колнат и закануваат. Но нека бидат искрени. Дали вакво СДСМ со Филипче на чело и днината? И доста со тоа, аман веќе со тој СДСМ тие не се на власт, дај нешто за новата влада. Што не ги споредиш нив? Епа, ајде да пробаме. Десетици камиони, тешка механизација, работници, рефлектори. Дали памтите кога последен пат низ Скопје сте виделе механизација да работи? Не само да работи, туку тоа да го прави ноќе и тоа за време на викенд. Не само што работат, туку тоа го прават во периоди кога нема да предизвикаат проблеми во сообраќајот. Дали Шилегов направил вакво нешто? Дали Данела направила? Јас колку што памтам, последен пат беше Коце Трајановски. Инаку ова што видовте се градежните работи од еден од најголемите инфраструктурни проекти во поновата скопска историја. Изградба на булеварот Македонија со кој главниот град Скопје ја добива својата прва подземна сообраќајница. Подземна улица. Проект кој со години, можеби цела деценија беше заглавен и постоеше само на хартија. За некоја година тој ќе стане реалност. Иако третата фаза, подземната сообраќајница, нели веќе е изградена, нејзиното целосно ставање во функција е возможно само ако се направат сите фази. Последни фази е предвидена изградба на кружен тек кај Нова Македонија, како уште два кружни текови на потегот меѓу булеварот Кочо Рацин и улицата Јордан Мијалков, позната меѓу скопјани како железничка, како и проширување на булеварот Свети Кирил и Методи. Подземната сообраќајница ќе има 6 ленти, 4 за сообраќај и 2 за јавен превоз, како и пешачки патеки. Откако ќе се пушти, ќе добиеме намалување на метежот, побрзо и поефикасно движење низ централното градско подрачје. И сега ќе ми кажете, па Скопје не е цела Македонија. Ајде да видиме како е низ другите места.
Кичево, Охрид, Градско, Дреново, Гостивар, Букојачани, Прилеп, Битола. Па само во овие 2 години фрлија повеќе асфалт отколку СДСМ и ДУИ ставија во цели 7 години мандат. Да не правиме муабе дека станува збор за комплицирани проекти. Цели брда се срамнуваат со земја, се ронат планини, се работи ноќе, ете видовме преку зима на снег, со посебни техники. Да, се уште овие проекти не се целосно завршени, ама не можете да спорите дека на нив не се работи, ете видовте. И затоа што се работи на терен, еве веќе се чувствува и бенефитот. Со тоа што машинеријата е целосно ангажирана, веќе имаме значителен пораст на градежништвото. Пораст што не е запаметен во независна Македонија. Ајде лаички да пробам да објаснам. Со работа на патиштата нели се ангажираат градежни фирми. Ајде што фирмите работат, плаќаат данок и слично, се набавува материјал. Со тоа се ангажираат и други фирми, и тие заживуваат. Сите заедно ангажираат работници, односно нели луѓето кои за својата работа нормално добиваат плата. Тие луѓе парите ги трошат на храна, облека или било каква потреба, со што заживуваат други бизнис сектори. Или едноставно имаме раздвижување на економијата, парите се вртат. Значи не е само бенефитот од изградба на некој пат, туку и од ангажманот на фирмите. Македонската економија се зголемила за 3,8% во четвртиот квартал, со што просечната стапка на раст за цела 2025 година достигна 3,5%. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, најдобри резултати имаат секторите градежништво со раст од 14,6%, стручни и научни дејности со 8,1% и трговија со 4,4%. Ова е само потврда на позитивните економски движења во земјава, коментира министерката за финансии. Ова е уште една потврда дека силната посветеност на владата на реализацијата на капиталните инвестиции и оптимизацијата на нивните трошоци, динамика и услови за градба придонесе за динамизирање на економската активност. Гордана Димитриевска-Кочовска вели дека резултатите се во рамки на проекциите на Министерството за финансии и дека се и повеќе од охрабрувачки. Додава дека повисоки стапки на раст во Европа имаат само Малта, Кипар и Полска. За Кочовска овие податоци се резултат на внимателно планирање и поддршка на стопанството, како и одговорно управување со јавните финансии. Доколку споредуваме со земјите од регионот, растот во Србија изнесува 2,2%, во Хрватска 3,6%, во Бугарија 3%, во Словенија 2% и така натаму. Растот на економската активност во четвртиот квартал е на широка основа, при што речиси сите сектори забележаа раст. Според официјалните податоци, растот бил 2,9% во првиот, 3,5% во вториот и по 3,8% во третиот и четвртиот квартал. Ова, според надлежните, е солидна основа за натамошно забрзување на економските активности. Извозот на годишно ниво пораснал за 6,1%, а увозот за 6,7%. Србија 2,5%, Хрватска 3,6%, Бугарија 3%, Словенија 2%, Македонија 3,5%. Бројките не лажат. Македонската економија е една од најбрзо растечките во регионот, но изгледа и во Европа. И да се разбереме, не дека имаме посилна економија од една Словенија или Хрватска, не дека тука имаме, не знам, повисоки плати или дека овде живееме раскошно. Едноставно, нашата економија во минатата година растела подобро од нивните. И да, не е некој огромен раст, но по сите оние години тонење, конечно работите барем да трнат на подобро. И на што се должи се тоа? Токму на оние примери кои ви ги предочив. Градежништвото, кое повторно стана главен мотор на економијата. Па луѓе во овој сектор има раст од цели 14,6%, што е најголема причина за зголемување на економскиот раст во последните 3 месеци лани. Тоа е изградбата на автопатите, железницата, регионалните и локалните патишта, како и голем број други комунални проекти, ете како тие во Скопје и другите општини. Значи, бројките само ја потврдија заложбата на оваа влада да инвестира во така наречените капитални проекти. И токму затоа се најавуваат и нови влажувања во делот на инфраструктурата. И да е само инфраструктурата. Ете се подпишаа договори за покачување на плати во здравство, полиција, УПОС, покачување добија и пензионери и слично. И сега знам што ќе кажете. Да, ама пензионерите со оваа формула губат. Или зошто не се прифати барањето за минимална плата од 600 евра? Зошто не се прифаќа барањето сите да добијат 100 евра од еднашна плата и други работи? Видете, до пред 2 години прашањето беше дали воопшто ќе има покачување. Сега дебатата не е дали ќе има, туку колкаво ќе биде. Знаете колкава разлика е тоа? Значи ги споменав овие примери, има многу. И сега бидејќи ги споменав, одма ќе ме расчеречат дека сум платеник на оваа власт, дека подалеку од ВМРО не гледам, дека сум ете небањат и да не споменувам други навреди кои ги добивам.
Затоа не се занимавам толку со оваа власт. Ме разбирате? Не може да ги мериме оваа влада со минатата на СДСМ и ДУИ. Ако ги мериме, треба да ги пофалам за некои работи. А ако ги пофалам, тогаш сум платеник. Не дека нема зашто да се критикуваат. Имаат многу мани, но бидете искрени. Дали може воопшто да се прави споредба? Не. Дали сега се секирате дека ќе останеме без името, без историјата, без јазикот? Дали се секирате дека Ахмети и Дуи ќе не претворат во федерација? Дали имаме министри кои играат фудбал или кошарка по канцеларија? Не. Така што колку сакал некој да призна или не, работите се сменија кон подобро. Далеку од тоа дека се е розово, но работите мрдна од мртва точка. Или барем ете престанавме да тонеме. За 2 години и тоа е доволно. Мислам дека тука е веќе време да ја завршиме и оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание, а и на оние ботовите по социјалните мрежи им дадов доволно материјали да можат повторно да ме распнат. Но тоа е. Таму сите се нели силни. Како и да е. Се гледаме за една недела, во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.